Драги приятели, значи повторно и денес си се дружиме преко видео. Имам доста цели, особено на глобалната светска сцена, поточно политичка светска сцена. Се случват много интересни работи, особено кога е прашање Русија, Донбас, Украина и така нататък. Сад одлучи малку да се поигра со својата глава, освен со главата на Зеленски и на Украина. Џо Бајден и новата администрација, фактично тоа е старата администрација уште на Обама и на Клинтон, ја предизвикуваат Украина да започне војна со Русија. Но полковникот на американскиот, мислам, полковник Даглас Макгрегор, мислам дека се викаше, го предупредува и Бајден, значи председателот на САД Џозеф Бајден, и Украина да не се играат со огњ, да не предизвикуваат војна со Русија, бидејќи во моментот не се подготвени за војна. Како пример, полковникот Даглас Макгрегор ја наведува 1937 година, кога јапонскиот брод потопи американски, но тогашниот председател Рузвелт не започна војна со Јапонија, бидејќи не биле подготвени за војна. Исто така го дава примерот во 2019, значи пред 2 години, кога за малку ќе започнеше војна со Иран, но председател на Трамп забележи дека во тој момент не се подготвени за војна со Иран. А за Русија мове да не правиме во моментот, не ме сам погрешно сваќате, многу пати ви кажам, јас само сакам објективно да ја пренесам сликата. Уште еднаш ќе цитирам, може би 10 пати до сега имам цитирано. Американски генерал, не ви текно во моментот името него, значи пред добри 5-6 години кажа: во моментот Русија, Руската федерација, како сакате кажете, е посилна од САД и НАТО заедно. Тоа беше пред 5 години. А меѓу време се појавија хиперсонични ракети, торпеда, Су-57, новиот авион, МиГ или Су беше 35 и 37. Значи Русија со, како да ви кажам, вселенски чекори војно претставство. Во моментот не зборам за бројчено, за луѓе, него во војна техника. Значи, САД може само да предизвика да биде избричена од земјата. Ќе повторно зборовите на председател на Руската федерација, Владимир Путин, кој кажа: повеќе ниту една војна нема да се води на руска територија. Па секој нека си помисли што е на границите на Русија. Мислам, чии се војски таму. Ово предупредување треба добро да се разбере, не е моје, доаѓа од Русија, која јавно е предупредува САД, подалеку од Русија и од Крим, поточно од руските граници и Крим. Вика, ќе биде подобро за вас. Уште пред 5-6 години добри, пресмета американците и Русија дека ако би започнала нуклеарна војна меѓу Русија и САД, САД би било уништена за од 20 до 30 минути, значи пепел и прав. Но на САД не треба нуклеарки, да се разбереме, САД лежи на нуклеарка, тоа е вулканот во Националниот парк во Јелоустон, кој кога тогаш, не дај Боже, ќе се активира, а веќе почнал полека да се активира, значи кога би се он активирал, би стврил лава, значи во радиус од 1000 км во висина од 20 метра. Па речунете, значи цела САД би била под лава, тоа би се одразило нормално и на глобалната светска сцена, би дошло до намалување, може би 4-5 степени на температурата, еден мал почеток на ледена доба, значи поладно би било. И нормално ако се постарата генерација се сеќаваат кога беше во Чернобил со атомска централа, па и до Македонија и Југославија се почувствува радијацијата, камоли за овакво нешто, па и со вулканот. Значи, сад треба малку добро да разбере што прави. Ја разберам дека Џо Бајден не е во најдобрите години, се гледа и по неговите настапи дека полека староста го обзема и склерозата и забарува имињата. Сепак тако човек не може да води толку голема држава и неодговорно се однесуваат. Прво, САД се
и економски, и финансиски, мислам и економски и војно-војен колапс. Ти кога немаш пари ни за војска, ни за ништо. И се сакаат само да нападат Белја, повеќе и на Балканот, и на светската политичка сцена. Јас тоа не го препорачувам, но они си даци. Големи се, не се деца. Значи, на светската глобална сцена има интересни работи. Тука е Кина, која сака да завладе економски и веќе економски многу посилно од САД, бидејќи има најмногу врозници на САД, тоа се државни записи. САД се издржува со тоа што извела државни записи, значи се надвршени од околу на САД се некаде 26,9 билиона долари, тоа е премногу, значи не е задолжена земја. Оно Кина има најмногу нивни записи и Јапонија. Значи, фактички Кина ги финансирала, давала кредит. И од тие причини они се малку внимателни. Верувам и последните години и по тоа забележи председател на Руската федерација Владимир Путин, дека треба да биде повнимателен со Кина. И тука Кина може, јас сметам, повеќе како двоструки играч. Гледа само. И копирано, од Русија зима, економски се зависи една од друга, и Русија и Кина. Например, во моментот Русија многу повеќе газ извезува во Кина, отколку во Европската унија и во европските земји. Но да поминам малку и нашата македонска политичка сцена. Тука излегува премногу афери, скандали. Значи, ја прават една голема крачка, тоа така не се прави, кој ќе идеш со една афера, одиш до крај. Ти ако извадиш 5 афери, 5 скандали, народ не знае на која да гледа. Тоа слично кој со бомби што беше, ја не верувам една да запамтиле. Значи, опозицијата, како да нема, да не ме разбере погрешно лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицковски, но он е залутан во политиката, може би добар човек, добар во неговата струка, не навлегува, но за политика треба други работи. Единствено од техничките науки што беше во политиката, мислам дека беше од техничките науки, ако не се лажам, тоа беше иако доста негативен. Јас мислам Црвенковски, некогашен бившиот лидер на СДСМ и премиер и председател. Инаку прво, господине Христијан Мицковски, да ви кажам зашто не сте, една од основните услови за да бидеш политичар, новинар, адвокат или правник, треба да си добар оратор говорник. Ако сеќавате кои правите вашите екскурзии, кои правите протести, ви ги нарекувате пресове екскурзии, ви во една рака државте микрофон, во другата читавте. Ви така нема никога да убедите. Значи, иако се негативни лични, најдобри оратори досега на македонската политичка сцена беа Бранко Црвенковски, лидерот на ВМРО и поренешо премиер и председател, и Татарчето и Љупчо Ѓорѓиевски, како се нека се